Надвор од Македонија живеат и работат повеќе од 29% високо образовани поединци, а вкупниот број на иселеници изнесува 21%, покажуваат последните податоци од Светска банка. Истражувањата покажуваат дека фактори за одливот на мозоци се ниските плати, недостиг на можности за соодветна напредна обука и развој во кариерата, тешкоти и да се стане целосно квалификувана академски и кредибилна личност, недостиг на слобода во истражувањата, изолација од меѓународни академски дебати и слично. Ова на денешната конференција перспективи на младите луѓе го соопшти министерката за образование и наука Рената Десковска. Беа одобрени од страна на Министерството согласности за вработување на млади квалитетни луѓе на факултетите, на универзитетите во Република Македонија. И со тоа на големо задоволство можам да кажам дека дел вративме од луѓе кои што работеа веќе во странство во други универзитети, а дел спречивме да заминат. Веднаш постапувањето на функција министер за образование и наука, како што рече од Министерството за образование, беа одобрени согласности за вработување на млади квалитетни луѓе на универзитетите во Македонија. Според неа, со тоа успеале да вратат дел од луѓето кои работеле на европските универзитети, а дел спречиле да заминат. Минатата недела беше објавен Законот за високо образование, така што оваа недела веќе се пуштени нови согласности во Министерството за финансии кои ќе овозможат нови вработувања на универзитетите. Таргетираме млади луѓе кои имаат висок просек и кои имаат истражувачки потенцијали да останат на универзитетите во Македонија, рече Десковска. Додаде дека младинската генерација треба да обезбеди вработливост на младите и нивно останување во Македонија.